Заштита на животниот стандард и значителна помош за семејниот буџет е целта на новата училишна кошничка која стартува од утре. Цените на сите ученички материјали со оваа владина мерка се враќаат на нивото од 1 јуни и истата ќе биде на сила до 15 септември. Според проекциите, цените ќе бидат намалени за 10, односно 15%, со што семејствата кои имаат двајца ученици ќе заштедат од 3000 до 4000 денари. Училишната кошничка секако ќе ги опфати и студентите, бидејќи на 1 октомври започнува и студентската година. Да напоменам дека училишната кошничка овај пат е навремене, иначе одлуката содржи следново, значи цените ќе бидат земани од 1 јуни, намалувањето на цените ќе биде земено од 1 јуни. Во трговијата на големо ќе имаме намалување од 10% и во трговијата на мало ќе биде намалувањето околу 15%. Ако споредиме со ланската година, кога имавме заштеда по ученик од 750 до 2000 денари, очекуваме да отприлика и сега заштедата по ученик биде од 800 до 2000 денари. Почитувањето на овие мерки е задолжително за сите трговци, акцентира Ристески и додава дека веќе од утре и пазарните инспектори ќе бидат постојано на терен, при што секоја детектирана аномалија ќе биде ригорозно казнета. Казните се движат од 800 евра до 10.000 евра во зависност од големината на продажниот пункт каде се продава училишниот прибор. Лани прво имаше опомени, меѓутоа оние кои не ги почитува беа изречени казни. Мислам дека висината на казните беше некаде околу 200.000 евра на ниво на Република Македонија. И овај пат нема да бидат поштедени, бидејќи нас главен таргет и цел ни се граѓаните, односно учениците во текот на овај период кога ќе започне учебната година. Мерката ученичка кошничка во земјава се спроведува повтор пат. Лани беше спроведена со известно задоцнување и незиниот почеток беше од 15 септември, што се покажа како своевиден пропуст. Инаку напоредно со овие мерки, владата веќе интензивно работи и на длабоките анализи за зауздување на инфлацијата. Според Ристески, во изминатиот период се успеало наследената висока инфлација да биде намалена за неколку индексни поени. Меѓутоа, како што кажа, тоа било далеку од доволно, заради што овој пат владата работи на мерки кои ќе имаат долгорочни ефекти за заштита на стандардот на граѓаните. Неговите уверувања се дека и овој сет на нови мерки ќе биде донесен за релативно скоро време.